Од утре во 7 часот започнува првиот работен ден на новиот градоначалник на општина Штип, Сашко Николов. Приоритетно, освен буџетот кој мора да се разгледа и изгласа, бидејќи е есенцијален и важен за општина Штип, на истата седница тој ќе побара создавање на фонд со кој ќе се собираат заштитни маски за секој граѓанин, бидејќи здравјето е пред се. Со напорна работа во канцеларија, Николов го најави утрешниот ден. Моите соработници ќе ги повикаат директорите, раководителите на сите општински институции и комунални предпријатија, така да утре ќе биде малце тежок работен ден во канцеларија, каде што ќе се слушнам, ќе се видам со сите овие раководители и директори, да разговараме, да ги представам моите начела по кои што ќе работиме, моите очекувања од истите и се надевам на едно прифаќање на истите принципи и протоколи на работа од сите овие лица. И покрај очекувањата на новиот градоначалник за присуство на представници од опозицијските партии, денеска немаше ниту еден. Но тоа е нивно демократско право, истакна Николов. Исто така, тој посочи дека вратата останува отворена за сите граѓани и дека тој е секогаш подготвен за прифаќање нови проекти и идеи кои ќе бидат во прилог на општината. Јас сум човек кој што дава шанса на сите. Од првиот до последниот, од основната до најсложената работа, и секој човек заслужува да добие втора шанса. Доколку не ги исполнат очекувањата, а верувам дека ќе ги исполнат, нормално ние ќе мораме да бараме солуција за луѓе кои што ќе работат соодветно на она што го барам јас како градоначалник. Меѓутоа, како што кажав и претходно, така ќе кажам и сега, општина Штип располага со интелектуалци, располага со вредни луѓе, капацитетни луѓе кои што сум сигурен дека ќе одговорат на моите барања и на моите принципи и протоколи на работа. Исто така, Николов не ја остава работата во болницата како кардиолог. Како што истакна тој, време за пациентите имало секогаш. Има и ќе има. Дали дел од своето слободно време, секој ден од неделата или за време на викендите, неговото присуство таму нема да биде изоставено.